Српските граѓани кои ова лето ќе се одлучат да одмараат покрај Охридското езеро ќе бидат привилегирани во однос на останатите. Во знак на благодарност кон соседна Србија, каде бесплатно за COVID-19 се вакцинираа неколку илјади македонски граѓани, помеѓу кои туристички работници. Хотелерите од Охрид и Струга на српските туристи им нудат за 20% пониски цени на аранжманите. Некои од туристите од Србија кои за првомајските празници беа во Охрид сакаат летово повторно да дојдат. Ohrid, naravno. Prelepo je ovde, naravno prvi put sam ovde i sviđa mi se, sigurno ću doći još koji put. Бесплатни ќе бидат и патарините низ коридорот 10 за српските граѓани кои одморот ќе го поминат во Грција, а ќе транзитираат низ земјава. Македонската влада ќе подели 200.000 електронски картички, се очекува барем дел од нив на враќање неколку дена да свратат и до Охрид. Па, мислам да е тоа леп потез. Веројатно као контра они вакцини кои се послате од страна Србија. Јас сам био пред година и по дана овде, да оби други пут, така да сам поново дошол, тоа ми е доволен знак да ми е леп. Овој чекор на властите во Скопје е символ на благодарност кон северниот сосед, од каде во најкритичниот период од пандемијата пристигна донација од неколку илјади вакцини. Не станува збор за меѓудржавен договор, туку за иницијатива на владата и на туристичкиот сектор. Од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот предлагаат и други мерки. Од страна на општината ќе биде иницијатива за ослободување на паркинг услуги за туристите од Република Србија. Се надеваме дека во многу брзо време истото тоа ќе се случи и со билетите за музеите. Туристичките работници се оптимисти, очекуваат овие мерки да дадат резултати. Ние уште во април и мај ги посетивме туристичките агенции во Србија, поточно во Белград, Ниш и Крагуевац, каде што ги продолживме, односно ги обновивме договорите за соработка. Ги очекуваме првите гости да пристигнат кај нас, а јули и август ќе работиме со 5-дневни аранжмани. Значи може денеска да кажеме да се добие некој смештај од 25 до 30 евра ноќевање и доручек. Зборуваме за сезона, тоа се добри цени. Се надеваме дека ќе почне да лета и авион Белград-Охрид, 2 пати неделно. Блажевски смета дека ваквите мерки не се дискриминирачки во однос на туристите од останатите земји, кои се итекако добре дојдени ова лето. Сега зборуваме за гости некој што дошол на 2, 3, 4 дена. Значи не може да ги споредуваме тие две работи. Туристичките работници бараат мерката за ослободување од плаќање на патарина да важи и на пат кон Охрид, но образложението е дека на тие патарини нема електронски уреди за наплата. Во меѓувреме, опозицијската алијанса на албанците и алтернатива ваквата одлука ја оспори пред Уставен суд. Сметаат дека на овој начин владата ги дискриминира сите други соседи од кои земја има придобивки. Бараат да се промени одлуката и од наплата на патарини за време на туристичка сезона, да се ослободат само граѓаните од сите соседни земји на кои крајна дестинација ќе им се македонските туристички центри. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.